Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Самоволното користење вода од страна на одделни водокорисници на каналската мрежа од хидросистемот Брегалница се заканува да го остави целиот регион без вода за наводнување во текот на целиот летен период. Од водостопанската подружница најавуваат зајакнати контроли и пријави против прекршителите. Акционерското друштво за водостопанство на Република Македонија, подружница Брегалница од Кочани, ги известува земјоделците дека има сериозни проблеми со дистрибуцијата на вода за наводнување на целата територија на хидросистемот, а особено во Овчеполскиот регион. Иако за наводнување на околу 3300 хектари земјоделски површини по десниот магистрален канал е потребно да се дистрибуираат од 3,5 до 4 метри кубни вода во секунда, подружницата дистрибуира од 5,5 до 6,5 метри, и тоа пред се за наводнување на водокорисниците од Овчеполскиот регион. И покрај двојно зголемените количини вода што се испорачуваат по десниот магистрален канал, согласно планот за испорака на водата за наводнување со денови и датуми по населени места и главни зафати, а за кои се информирани сите водокорисници од тој регион, сепак нема континуирана иста количина вода за наводнување. Планот за испорака на количините не се почитува од одделни водокорисници, а најмногу од оние од селата Врсаково и Мустафино. Некои од водокорисниците самоволно пуштаат вода за наводнување од објектите на хидросистемот, при што и физички ги напаѓаат вработените и им се закануваат. Сето ова од страна на водостопанската подружница се пријавува во полиција, а ситуацијата е алармантна, бидејќи неколку села воопшто немаат добиено вода за наводнување. Во писмениот допис од водостопанската подружница Брегалница се вели дека водокорисниците од селата Мустафино и Врсаково воопшто немаат свест за потребите на останатите водокорисници и од страна на водостопанската подружница е евидентирано дека во селото Мустафино се наводнуваат дури и стрништа само со единствена цел за полесно орање, поради што водокорисниците од селата Ерџелија па до Каратманово воопшто немаат вода за наводнување на земјоделските површини. Со цел да се преземат мерки против сторителите, екипи од вработените на подружницата Брегалница, заедно со раководниот тим, во вечерните и ноќните часови вршат постојани обиколки на теренот. Компанијата Амфенол од Кочани во текот на минатата и во првите 6 месеци од оваа година продолжува со исполнување на зацртаниот план за производство и зајакнување на своите кадровски и производни потенцијали. Признание за тоа е и што се најде на 25-то место меѓу 200 најуспешни фирми во Македонија во 2016. За неполни 4 години, компанијата Амфенол Технолоджи Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период ја овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак и во Македонија. По истекот на првите 6 месеци од тековната година, раководниот тим на компанијата направи анализа на сработеното и постигнатото и дојде до заклучок дека успешната приказна продолжува во позитивен правец. Таква потврда дојде и од првиот човек во Амфенол, Сашко Наков, кој не го крие задоволството дека успехот е заеднички на сите 1200 вработени. Имам задоволство да констатирам дека успешно ги реализиравме сите планови до сега, во поглед на производство, во поглед на извоз и во поглед на број на вработени. Една од добрите работи е признанието кој што го добивме како 25-та најуспешна компанија во Македонија, тоа е за 2016, меѓутоа сега во првата половина го добивме како признание. Очекувам дека 2017 ќе биде подобра од таа и ќе бидеме уште повисоко. Чисто за споредба, 2015 сме биле 93-та, 2014 воопште не сме биле меѓу првите 200, така да за еден период од 3 години, мислам дека е тоа одличен успех. И ја би сакал да им се заблагодарам на сите вработени, затоа што тоа е сигурно резултат на сите нив, на сите вработени во Амфенол Технолоджи Македонија и се надевам дека 2017 ќе биде уште поуспешна. Според Наков, постигнатите резултати во првите 6 месеци од оваа година покажуваат дека планот успешно се реализира, иако бил многу поамбициозен и поголем во однос на минатогодишниот. Се очекува до крајот на годината бројот на вработени да се зголеми со проширување на производната програма. За таа цел во тек е изградбата и опремувањето на уште еден погон
во кој ќе се вгради пософистицирана технологија за производство на опрема за системите за издувни гасови во автомобилската индустрија. Во план е новиот погон да биде пуштен во работа во текот на октомври, а дел од вработените веќе заминаа на обука во Република Словачка, каде Амфенол има слична фабрика. За досегашните постигања и планови за развој на компанијата Амфенол, Канал 8 сними подолг разговор со незиниот директор и дел од вработените. Истиот ќе го емитуваме на крајот од овие вести. Продолжуваме понатаму со останатите содржини. Кривична пријава заработи малолетник од Оризари кој се однесувал насилнички врз својот татко. Причина за пријавата е што тој го претепал родителот, при што му нанел видливи телесни повреди. Случај на семено насилство регистрирала Охридската полиција во кој малолетен син од Кочанско го претепал својот татко. Од увидот што го направили полициските службеници е констатирано дека има доволно основи за да биде поднесена кривична пријава за нанесување телесна повреда. Според информациите од секторот за внатрешни работи, инцидентот се случил минатиот месец во стан во Охрид, каде пријавеното лице заедно со својот родител имало привремен престој. Од полицијата велат дека 15-годишниот малолетник од Кочанската населба Оризари на 9 јуни годинава, околу 19 часот и 50 минути, започнал вербална расправија со татка си. Во еден момент тој му се нафрлил и започнал да го удира со цврст предмет. Од ударите, оштетениот родител Г.И. се здобил со видливи повреди во пределот на левото уво. Настанот бил пријавен во полицијата која го извршила увидот, а повредениот бил однесен во болница каде е санирана повредата. Инаку, и овој инцидент ќе влезе во евиденцијата за малолетничка деликвенција за оваа година. Според минатогодишниот извештај на Центарот за социјални работи од Кочани, вкупно 49 кривични дела извршиле малолетни лица, што е за околу 10% повеќе во однос на 2015 година. При тоа, лани 23 лица до 18 годишна возраст биле евидентирани за предизвикување и учество во тепачка, физички напад и дрско и непристојно однесување. Не би требало да се повтори ланскиот проблем кога шумското стопанство Согово од Кучани се соочи со недостиг од огревно дрво, па граѓаните не ги добија своите дрва до ноември или декември. Годинава испораката се одвива тековно без проблеми, велат од предпријатието. Шумско стопанство Согово од Кучани годинава според планот се очекува да дистрибуира 3000 метри просторни дрва за оние граѓани кои веќе уплатиле потребната сума на средства за купување на дрва. Како што истакна Орце Димитровски, директор на Шумско стопанство Согово Кочани, испораката на огревно дрво засега се одвива континуирано и без проблеми и затоа не се очекува да се повтори ланскиот проблем, која граѓаните и до нова година не ги добија веќе исплатените дрва. Голем револт се создаваше кај нив лани, затоа од Шумско стопанство Согово истакнуваат дека годинава таков проблем ке нема и за испорака остануваат уште 600 метри просторни дабови дрва, кои за метар просторен чинат 2650 денари. Од понеделник пак ќе започне уплатата за купување на букови дрва кои ќе се продаваат по цена од 2370 денари за метар просторен, додава Димитровски. Инаку сите договори со граѓаните се веќе реализираат, вели Димитровски. Оние кои извршиле уплата за порачаните количини согласно со договорите, веќе ги добиваат количините огревно дрво. Ова се однесува и за физичките лица. Димитровски апелираше до граѓаните за внимателно движење низ шумите, посебно да не се пали оган на отворено за време на престој во планина. Потребна е поголема внимателност со палењето оган на отворено, бидејќи високите температури може да бидат опасни по шумите. Во таа насока ќе биде и забраната за движење во шумите, која секоја година представува една од мерките за заштита од шумски пожари. Со почетокот на оваа година во Кочанско од пожари се уништени 40 хектари борова и дабова шума. Започна да се гради најавениот етнопарк во Зрновци. Истиот ќе биде регионален, а со проектот е предвидено да се заштити културното и етнолошко богатство по течението на Зрновска река. Општина Зрновци започна со изградбата на најавениот регионален етнопарк како една од интересните занимливи понуди за туристите и посетителите.
Центарот за развој на Источноатлантски регион заедно со општина Зрновци ќе гради првата фаза од овој туристички комплекс кој ќе ги поврзува општините од Подплачковица. Со проектот е предвидено да се заштити културното и етнолошкото богатство по течението на Зрновска река. За реализација на првата фаза ќе бидат искористени 2,6 милиони денари, средства кои Источноатлантски регион ги обезбеди од програмата на Бирото за регионален развој. Општина Зрновци во овој проект учествува со сопствени средства во износ од 10% од вредноста на проектот. Овој етнопарк ќе се простира на површина од 1 хектар. Значи овде ќе бидат изградени неколку работи кои што ќе бидат карактеристични на еден вистински етнопарк, во кој што ќе бидат истакнати експонати на отворено и експонати на затворено. Значи се мисли овде на изградба на етно куќа во која што ќе бидат сместени голем број на експонати автентични на нашиот крај, на нашето подречје, и тоа исто така ќе има значи и елементи, односно објекти кои што се карактеристични на еден стопански земјоделски двор, како што е изградба на амбар, изградба на зидан казан, чешми, бунари, фурни за печење на леп. Меѓутоа исто така ќе бидат поставени експонати кои што се карактеристични за надвор, односно тоа ќе бидат значи предмети кои што ги користеле нашите предци во минатото, и овде пред се мислам на поставување на 2 запрежни коли, коински коли, на 2 воловски коли запрежни, на една чеза и сето останато што го користеле луѓето при обработка на земјата, меѓутоа и во секојдневниот живот. Освен овие содржини, предвидено е да се изгради и мал амфитеатар кој ќе служи за настап на културно-уметнички групи и ансамбли и одржување на предавања по отделни области. Истиот секако ќе биде и осветлен. Локацијата на регионалниот етнопарк се наоѓа на влезот во населбата до детската градинка и спортските терени. Започна ликовната колонија Свети Пантелеймон во Кочани. Ќе трае 5 дена, а преку неа ќе биде презентирана богатата култура во Кочанскиот регион, старата кочанска архитектура, како и природните богатства на езерото Градче и планинските предели на пониква на Осоговските планини. Со сликање на мотиви од Кочанска река, старата архитектура на градот, во Кочани започна 6-та поред младинска ликовна колонија Свети Пантелеймон, која ќе трае до 11 јули. На колонијата, која постои од 2012 година, чиј организатор е општина Кочани, учествуваат 12 млади уметници од Кочани, Скопје, Вевчани, Кратово и Штип на возраст од 14 до 18 години. Мотивот овој пат е различен од претходните години, значи претходните години беше местоположбата каде што се сместени творците, идните ликовни уметници, да биде мотивот од таму каде што престојуваат, а годинава мотивот е Кочани, архитектурата во Кочани, односно она што ќе бидат инспирирани црквата, споменикот, кеот, односно течението на Кочанска река, на реката во Кочани, архитектурата која што е застапена во градот Кочани. Темата оваа година е архитектура од Кочани, а јас не учествувам прв пат во оваа колонија, веќе 2 пати сум учествувала. Моите очекувања се многу дружба и на крај надежно убави дела. Прв пат ми е да учествувам на оваа ликовна колонија. Очекувам да имаме многу дружба, да се запознаеме со нови идни уметници во средно уметничко што сакаат да дојдат или да продолжат со уметноста. Исто така очекувам да се изразиме сите со секое свое дело од темата што е оваа годишна. За време на реализација на колонијата, кочанската публика ќе има можност секој ден од 21 часот пред концертите да ги посети учесниците покрај кеот и да присуствува на создавањето на ликовните дела од колонијата Свети Пантелеймон, кои што ќе бидат изложени на заедничка изложба на 11 јули, ден спроти празникот на градот Петровден, во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Могри во Кочани. На терените на пониква на Осоговските планини утре традиционално ќе се одржи Влашкиот етнофестивал и манифестацијата за Петровден сите на планина, пресред на верскиот празник Петровден и празникот на градот Кочани. Синоќа пак на летната сцена на Центарот за култура Бели Могри, како дел од манифестацијата концерт одржаа 4:21 Мјау и Шекспир.
Самиот проект за Петровден Сите на планина, кој обстојува цели 10 години и годинава се очекува да биде средба на неколку генерации, средба на искуството на доаѓените на влашката песна со ентузијазмот и енергијата на младите. Манифестацијата всушност е подсетување на годините од минатиот век, кога за Петровден на Пониква кај влашките колиби се собирал народ, се простирале богати софри, се пеело и играло неколку дена поред од утро до мрак. Тоа било средба на влашките семејства кои со својата стока престојувале на мандрите и влашките колиби на Пониква. За подсетување на минатите времиња, пеачката група Грамостеањ од Скопје од 2008 година па наваму секоја година традиционално пред Петровден ја организира оваа манифестација, на која се собира доста народ од повеќе краеви на Македонија и Балканот, чии корени се влашки семејства кои потекнуваат од Пониква и Осоговијата, а се раселени на секаде низ светот. Во културно-уметничкиот дел од манифестацијата се очекува да настапат фолклорни групи од повеќе градови на Македонија, кои ја негуваат влашката песна и фолклор, како и фолклорни и пеачки групи од соседните земји во кои живеат власи. Како дел од манифестацијата Петровденски конаци, која што ќе трае до 12 јули, концерт синоќ ќе одржаа кочанските групи 4:21, Мјау и Шекспир. На 7 јули ќе настапат Криптон, А Позитив и Игуана. На 8 на летната сцена на Центарот за култура ќе настапат Гиш и Гурухаре, а на 11 јули в пресрет на Петровден Тони Китановски трио. Сите концерти започнуваат во 21:30. Годинешната манифестација Петровденски конаци финансиски е поддржана од Министерството за култура и општина Кочани. Полициската станица од Кочани ги известува граѓаните од општината дека в сабота 8 јули во местноста Каракашева чешма ќе спроведе пробно испукување од огнено оружје со правни и физички лица. Од безбедносни причини, граѓаните треба да се воздржат од присуство и движење на наведеното место и во околината во периодот од 13:30 до 16:30 часот. Следуваат информациите од спортот. Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани се придружува кон активностите за одбележување на Петровден. Вредела го организира традиционалниот планинарски марш од Пониква до Цареврв. По повод празникот на Кочани Петровден, внедела кочанските планинари, членови на Планинарско спортското друштво Осогово, го организираат 10-тиот поред традиционален Петровденски планинарски марш. Според информациите од друштвото, интересот за учество оваа година бил изненадувачки голем, па се очекува да се придружат над 150 планинари и граѓани рекреативци. Освен учесници од Кочани и други планинарски друштва од Македонија, потврдено е и учеството на гости од Србија и Бугарија. Почетокот на маршот е од паркингот кај одмрлиштето на Министерството за внатрешни работи во рекреативниот центар Пониква, а искачувањето е до Царев врв, каде е предвидено заедничко дружење, а на крајот завршува на истото место од каде што се тргнува. Најниската точка, односно стартот, е на 1580, а највисоката на 2085 метри надморска височина. Вкупната должина на патеката во еден правец е 16 км и вообичаено се поминува за 8 часа во двата правци. Таа главно се протега по планинското било над шумската граница, при што се поминува и покрај објектот на Траканската мандра на 1550 метри. Подрачјето низ кое ќе се пешачи е исклучително богато со печурки, шумски плодови и лековити растенија. Маршот кон Царев врв ќе започне в недела во 7 часот од претходно споменатото стартно место, а за сите учесници е обезбеден традиционален планинарски ручек, поради што треба да се понеси и прибор за јадење. Планинарското друштво Осогово има обезбедено превоз до Пониква, а поаѓањето е од градскиот плоштад во Кочани во 6 часот. Заради подобра организација, препорачливо е заинтересираните за маршот да го пријават своето учество. Доколку има заинтересирани за пристигнување в сабота и сместување во некој од постојните сместувачки капацитети, можат да се добијат подетални информации од одговорните во Планинарското спортско друштво Осогово. И уште една информација од спортот. По повод Петровден, шаховскиот клуб Кочани го организира традиционалниот отворен шаховски турнир.
Надпреварот ќе се одржи в недела со почеток од 10 часот, а може да учествуваат сите заинтересирани шахисти кои посериозно или рекреативно ја играат играта на 64 црно-бели полиња. Турнирот ќе се одржи во просториите на шаховскиот клуб на улицата Браќа Ставреви, кај подрачната единица на Министерството за образование во Кочани. И на крајот од овие вести следува најавениот разговор со директорот и дел од вработените во компанијата Амфенол за досегашните постигања и плановите за развој на фирмата. Со него разговара Тони Ајтовски. По истекот на првите 6 месеци од тековната година, раководниот тим на компанијата Амфенол Технолоджи Македонија направи анализа на сработеното и постигнатото и дојде до заклучок дека досегашната успешна приказна продолжува во позитивен правец. Таква потврда доаѓа и од првиот човек во Амфенол, Сашко Наков, кој не го крие задоволството од и успехот е заеднички на сите вработени. Господине Наков, помина 6 месеци од оваа 2017 година. Како го оценувате досега работењето во изминатите 6 месеци на Амфенол Технолоджи Македонија? Па мислам дека сега е средина на годината и е вистинско време да се направи пресек за плановите и реализираното за пола година. Имам задоволство да констатирам дека успешно ги реализиравме сите планови до сега, во поглед на производство, во поглед на извоз и во поглед на број на вработени. Една од добрите работи е признанието кој што го добивме како 25-та најуспешна компанија во Македонија, тоа е за 2016, меѓутоа сега во првата половина го добивме како признание. Очекувам дека 2017 ќе биде подобра од таа и ќе бидеме уште повисоко. Чисто за споредба, 2015 сме биле 93-та, 2014 воопште не сме биле меѓу првите 200, така да за еден период од 3 години мислам дека е тоа одличен успех. И ја би сакал да им се заблагодарам на сите вработени, затоа што тоа е сигурно резултат на сите нив, на сите вработени во Амфенол Технолоджи Македонија и се надевам дека 2017 ќе биде уште поуспешна. Првата половина покажува дека е планот реализиран, а планот беше поамбициозен и поголем отколку 2016. Моментално имаме 1200 вработени и имаме веќе реализирано повеќе од 50% од планираната реализација. Изградбата на новите објекти и нови потенцијали во тек и динамиката е како што очекувавме. Веќе до крајот на јули очекуваме дека ќе биде привршена халата за да можеме да инсталираме нова опрема. Така да мислам, во секој поглед можеме да констатираме дека ситуацијата е онака како што сме планирале и дека резултатите се дури подобри од тоа што се очекува. Мислам дека главен фокус сега ќе биде, и кој што спомнав дека вработените се најзаслужни за целото тоа, главен фокус ќе биде што поголема грижа за вработените. Ние пробаме преку разни активности да можеме да го подобриме целото тоа. Мислам дека и во наредниот период ќе продолжиме со тоа, пред се со организирање на некакви поддршка на нивните семејства за да речеме, подобра исполнетост на слободното време, преку закуп на пливачки школи за деца, преку ќе организираме некои спортски клубови за вработени наши и нивни деца. Така да мислам дека фокусот ќе биде за подобрување генерално на целокупното живење на вработените во Амфенол. Се надевам дека од тоа ќе имат бенефити вработените жителите на општината и на поширокиот регион, затоа што ние со многу компании од регионот соработуваме и мислам дека сме добри работодавци за нив и им даваме доволно обем на работа и мислам дека задоволството и на нивна страна ќе биде добро. Една експанзија бележи Амфенол од отворањето до денес. Се отворија неколку погони, веќе се гради 4-ти погон. Очекувате да започне наскоро со работа, зашто ќе биде наметнет и кога ќе стартувате со работа? Па да, веќе ние оваа зграда која што се привршува, треба при крајот на јули да биде привршена, е 4-та, со тоа што ќе комплетираме некои 13 до 14.000 квадратни метри покриен простор. Во таа хала е предвидено еден нов проект кој што е, ние го нарекуваме NOx проект, кој што се однесува на контрола таму на издувните гасови, пред се за дизел возилата.
и еден проект кој што наша фирма сестра има патентиран производ за таа работа и мислам дека сме едни од лидерите на пазарот и на уградувањето на вакви производи во возилата. Опремата треба да почне со инсталација при крајот на јули, веќе е договорено првата недела во август да дојдат и експерти за помош околу инсталирање и помош околу тренинзи, првични тренинзи некои и пробна работа. Мислам дека ќе успееме до тој период, сепак имаме време, активности се на повеќе фронтови. Очекувањата се дека од 1 октомври тоа производство ќе почне сериозно, масовно производство, во тек на септември да биде продолжено тоа пробно производство. Мислам дека 1 октомври, 1 октомври е датумот во кој што треба да почне сериското производство. За таа цел ние организиравме обуки во Словачка за наши вработени, кои што и за оператори кои што ќе работат на машините, на тие машини таму, но исто така и за техничкиот персонал и за наши инженери, менаџери кои што ќе го водат тој процес. Моментално имаме на два пати по 2 неделна, сега им завршува вториот циклус од 2 недели на нашите технички лица кои што се таму. Доаѓаат во наредниот викенд, а нив ги заменуваат 20 оператори кои што ќе одат на 3-неделна обука во Словачка за да можат да стартуваат со непречени и без некои проблеми старт на производство во октомври. Мислам дека сериозно се пристапи на проектот е сериозен, ова е само почетна фаза од тој проект, затоа што треба да се мултиплицира на неколку линии, на неколку циклуси. Мислам дека стартот, ако го одржиме како што треба од 1 октомври, мислам дека за наредната година веќе ќе имаме многу кратно зголемување на тој ист проект и на нова генерација, затоа што знаете, секојаш имаме нова, тоа беше генерација 2 помина, генерација 3 е сега актуелна, генерација 4 ќе биде за наредна година. Така да перманентно имаме зголемување таму и очекувам дека до крајот на годината ќе имаме околу планирани се само за тој проект 100 нови вработени. И со сите други проекти, мислам дека крајот на годината треба да го завршиме некаде на некоја бројка од 1500 до 1600 вработени. Секогаш се поставува прашањето за пазарот на трудот, како се снаоѓате? Има ли доволно квалификувана работна сила во околината, во Кочани и околината? Па досега сме задоволни од тоа. Перманентно пробаме тоа што ви кажа, перманентно пробаме да ги подобруваме условите за работа, перманентно пробаме други активности да им овозможиме како бенефит за нашите вработени. Перманентно ги сите аспекти што од безбедносна работа, што од услови на примање, што од плати, што од регреси за годишен одмор. Така да мислам дека сега имавме вчера исплата на регрес за 2017, К15, исплата на плата. Така да сите наши обврски кои што ги имаме и ревизија и евалуација, така да перманентно кој како напредува, добива зголемување, има можност за промоција, за подобри позиции, за лидерски, раководителски, менаџерски и мислам дека е тоа доста атрактивно за луѓето и за сега ситуацијата е задоволителна, мислам дека нема посериозни проблеми. И во нареден период, значи секако имаме потреба од нови вработувања, сите се добре дојдени да аплицираат, ние ќе им пружиме шанса, ние ќе им даеме поддршка на новите и мислам дека ќе успееме заеднички да го достигнеме тоа што го планираме. Мислам дека вработените се задоволни од условите, од почитувањето пред се, никој во Амфенол не сме да биде навреден, секој што ќе биде коректно ќе работи, ќе биде коректно награден, ќе биде коректно промовиран. Ние нудиме обуки, нудиме напредување, лична, нудиме кариера за младите. Така да мислам дека тоа досега се препознава и во иднина ќе биде така. Сигурно дека како се зголемува бројот на вработени, веројатно и расположливоста ќе се намалува, меѓутоа ја очекувам дека за тие планови кои што ги имаме до сега, дека ќе успееме успешно да обезбедиме квалитетни вработени како и до сега. Рековте 25-та фирма, има ли можности да се покачува на скалата? Сигурно. Мој личен таргет е првите 10, така да ќе видиме. Ако не 2017-2018 сигурно. Значи тоа дека до сега визијата што имавте од почетокот до денес се исполнува? Да. Во целост.
Во целост немаме никакви отстапувања. Имам задоволство да констатирам дека сите планови ги реализира, дури одиме и повеќе од плановите во некои проекти, затоа што нашите предпоставени, нашите акционери се задоволни од тоа како се одвива работењето тука во Кочани и мислам дека тоа ќе донесе уште нови проекти. Само не ќе ме премногу да одиме напред, за да можеме сите проекти кои што ги планираме прво да ги добро стабилизираме, да почне да функционира, па потоа ќе одиме со нови. Имаме најави, јас сум во контакти во нашата корпорација со други единици, бизнес юнитс, кои што ги викаме, кои што се заинтересирани, меѓутоа ќе одиме чекор по чекор, за да можеме да не прерипнеме некој чекор, па да дојдеме во ситуација каде што би имале некои евентуални проблеми со квалитет или со неиспораки и било што. Така да обврските што ги презимаме ние како компанија, најважно е како корпорација Амфенол, а и ние како Амфенол Технолоџи Македонија, обврските што ги презимаме пред нашите партнери, пред нашите купувачи и пред нашите вработени, ги исполнуваме во целост. Нема од тоа отстапување. Независно дали е тоа вербално, дали е тоа по мејл, дали е со пишан договор. За нас, потврда по мејл е исто валиден документ како и било што друго. Така да, апсолутно, тој принцип луѓето го знаат и го препознаваат и мислам дека тоа е начинот на кој што функционира. За потребите на новиот производен погон на Амфенол што треба да проработи до крајот на годината, дел од вработените посетуваат специјализирана обука во Република Словачка, каде компанијата има слична фабрика. Еве ги нивните досегашни искуства од работењето во Амфенол Технолоџи Македонија. Јас сум Стојан Велков, вработам во Амфенол Технолоџи Македонија на позицијата раководител на производство за новиот проект NOX. Станува збор за изработка на кабли кои се употребуваат во автомобилската индустрија за сензори, за редукција на азотните оксиди од издувните гасови. Поради тоа што станува збор за комплектно нов проект, имавме потреба и во фаза изработка на нова фабрика, која е при крај, каде што ќе бидат поставени комплетно нови машини, комплетно нови работници, ќе биде сосем различна технологија од досегашната, нешто по-софистицирано од досегашното. За таа цел, не само што е фабриката во фаза на изработка, се спремат и работниот кадар и стручен кадар. Имаме за таа цел обуки во странство. Се праќаат инженерски кадар, кој 2 пати е веќе пратен на обука во Прешов, Република Словачка. Имаме една група од 20 вработени пратени на обука, кои се веќе имат вратено. Се спрема втора група, се со цел, кога ќе почне сериското производство, луѓето веќе да бидат подготвени за производство. Во досегашниот работен однос, можем да кажем дека сум многу задоволен од односот што го имаат менаџерскиот тим и условите кои се овозможени. Почнувајќи од комплетно опремата за работа, од условите, од обуките како во Македонија, така во странство, имаме целосна и не себична поддршка од менеджментот. Тие се задоволни, инвестираат во нас и таа инвестиција ќе продолжи како во работен кадар, така и во стручен инженерски кадар. Значи, во новиот проект, пошто станува збор за автоматизиран процес, може да има потреба од сите струки, како од информатика, електромашински факултети, технички факултети, оператори, буквално се опфатени од сите струки. Имаме потреба од млад кадар, така да можностите за напредување во новата фабрика, во новиот проект се на видик, без проблем. Секој кој покажува успех, трудолюбивост и резултати во работата, нема да биде спречен во неговиот напредок. Јас сум Дарко Златков, вработен во Амфенол Технолоџи Македонија Кочани. Во работен однос сум повеќе од 2,5 години, од кои почнав како оператор и покрај тоа што
фирмата овозможува напредок во неа. Јас моментално сум раководител на смена за новиот проект NOX, кој ќе започне наскоро во новата хал. Имам посетувано неколку обуки во странство, од кои последната беше за новиот проект NOX, кој обуката траеше 4 недели во Прешов, Република Словачка. Обуката се одвиваше во два вида, практично и теоретски, кои на мене лично ќе ми овозможат да напредувам во кариерата и да добивам нови знаења, што би ги примениле во процесот NOX овде. Стручната обука на вработените и примената на странските искуства во работењето се една од формулите за продолжување на успешната приказна на Амфенол. Плановите за натамошен развој на компанијата се веќе зацртани, со што ќе се стигне до првично планираната бројка од близу 2000 работници и вбројување меѓу 10 најуспешни во државата. Досега менаџерскиот тим и сите вработени се на вистинскиот пат тоа да се оствари, а ние и понатаму ќе го следиме нивниот подем. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.